Оваа недела продолжуваме со учесниците од Угостителското училиште во Штип. Денеска со нас го имаме Матеј. Тој е млад, искусен и полн со енергија. Па да видиме дали ќе се снајде и ќе успее да ги задоволи критериумите на нашите шефови. Останете со нас, не очекува одлична емисија. Јас сум Мати Христов, учам во ДСУ РЦСО Колен Ехтинин, работам во Малодмор. Јас сум Дарија Ласкова и Мати ми е школски другар. Од мал сакав да готвам дома и почнав да готвам и така. Мати е многу добра личност. Со тоа што сум многу смеен, многу интересен, стално смешки прави. Сакам да готвам и можеби ќе успеам. Па тој кога готви е многу смирен, многу професионален и многу бързо ја завршува работата. Мислам дека се издвојувам од другите затоа што многу сакам да готвам. Брзо ја вршам мојата работа. Има шанса бидејќи многу добро готви, многу. Требаше да правам поканки, заединот ми се запали. Добар како човек, интересен и како лојален, добар другар. Здраво гледачи. Па да, уште сме тука. Не можам више да си одам од овде. Се навикнав со нив. Многу убаво ми е. Како кажав, имаме неколку ученици, што ќе бидат учесници во емисијата. Ќе ни ги покажат нивните вештини. Ги видовте малку така преку мало презентација што имавте пред снимањето во кујната и во светоа. Ме изненадија, навистина. Многу сакам да ги видам овие млади. Секогаш кажувам, младите се иднината. Младите таленти ги има во цела Македонија. Може ги најдовте во Штип, може и не се довде, може и се од други градови и светоа. Ама многу сум среќен и горд што можеме да ги представуваме и овие што се од Штип. Мислам оти денес имаме пак еден посебен талент. Се вика Матеј. Хајде да го викниме. Хајде Матеј. Да ми покажи што ми готвеше денес. О, браво, многу ми се допаѓа. Ајде, кажи ми, објасни ми малку што имаме. Имаше свинско каре, го наполнивме со шунка и печурки. Потоа го увалкавме во брашно, го испрживме. Го валкаше во брашно, кога што го фрли така и се валкаше сам? Не. Да, добро. Потоа ги испрживме печурките во фритеза, ми ставивме кашкавал. Во фритеза ги добро. Зошто во фритеза? Сакаш така посебно вкусот на зејтин? Добро, окей. Потоа ставивме кашкавал да се распи малку од дозгора, направивме пире. Со лажица го така направивме, потоа ставивме врз него брокола и шери патлиџани. И тоа. Сосот? Каде? Па нема сос. Зошто? Не знам. Знаеш, едно јадење така преубава презентација. Мислам дека нема да е повкус со сос. Со сосот, знаеш, ако беше сосот, ќе беше final touch, ќе беше нешто, вау, нешто плюс, што ќе ја направише разликата. Еден сос само чисто, како да кажам, во тавата каде го печеше, му додаваш малку вода или бујон, и го ставаш малку путер, го ставаш това на крај, ќе го дигнеше малку вкусот. Така, за жал, ми изгледа малку суво. Ама, ајде, може е вкусно, не се знае. Ќе го пробам. Ќе пробаме од малку од средината. Ако требаше да го крстиш ово јадење, како ќе го крстеше? По полната вешалица со гарнир, броколи и печурки. Многу тешко. Кажи едно нешто посебно, тоа ти е нешто што те представува. Ова го готвеше со твоето срце, со твојата љубов. Да. Па најди му нешто, едно посебно име. Па да. Знаеш, јадење, ако сакаш да го продаваш, дали е во ресторан или во друго место, треба да го пакуваш. Ова го пакуваш, треба да биде примамливо прво на окото. И исто како читаш едно мени, вешалица понета со неа. Океј, сите знаеме што има внатре. Ама треба да биде вешалица љубовна. Не знам, така кажувам, ама да биде посебно име, за да те влечи, за да сакаш да го јадеш. Размисли едно име, јас ќе пробам и кажи ми го после. Оба? Се осеќа шумката. Месото. Сега малку се олади, малку се е посув. Пак ќе кажам, со сосот ќе беше посочно, ќе беше полесно за јадење.
шампиньоните во фритеза, кашкавалот. Сочни се, ама фали малку сол и бибер. Многу се едноставни. Шампиньонот 100% вкус. Да. Ама, знаеш, му фали малку сол, малку бибер, нешто малку да го смени вкусот. Арнот има кашкавал, да го направи малку различен. Аспарагос. Таман, сварен како треба. Ова е сварено и после пропржено малку. Да. Океј. Брокулата. Крскава. Главата мека, како треба. Океј. Пирето е чисто така за да имаме малку карнир, да кажеме. Ајде. Ке го додавам тоа во месото, да ми го омекни месото. Најде име сега. Како? Вешалица полната со љубов. Му кажувам љубов, ми враќа љубов. Ајде, да го кажеме така. Ова ќе биде за наредната година, за Валентајн. Па ако имаш една девојка, ќе го викаш вешалица полна со љубов. За тебе, мојата љубов. Епа да. Епа сега, полесно е за јадење. Размисли о ти, кој ќе дојдеш во мојата кујна, ќе треба да готвиш за 20 минути. Ова колку време ти требаше да го направиш? Околу 19-20 19, што имаше тип-топ време, знаеш што ти за 19 минути го направи тоа? Малку ме лажиш. Може, ја не кажувам ти не може. Може да се направи за 19, за 15 минути, зависи како си организиран во кујната. Се надевам, ти со наминиците што ќе ти ги дадам, кога ќе дојдеш во мојата кујна, ќе ми направиш нешто на тој ниво. Спремен си? Да. Да. Да чекам во мојата кујна. Ке дојдеш? Да. Се гледаме во мојата кујна со Матеј. Здраво, добар ден гледачи. Епа, каде сме? Сме пак во мојата кујна. Нашето омилено место за нас готвачите. Готвачите. Знаете, емисијата сме по потрага на млади таленти. Млади таленти имавне неколку до сега. Бевне во Штип, имавне еден, сега вториот од Штип, ќе се покаже, ќе видиме што во школото имале научено. На вистина, тоа е средно училиште, млади 15 години, 16 години, не е лесно. И ние почнавме тогаш, јас почнав на 15 години, и на вистина не бев толку храбар како они се да дојдат овде во емисијата, да се покажуват со наминици, што не знаат што ќе готват. И плюс за 20 минути. Многу луѓе ми кажуваат 20 минути, кратко е. Да, на вистина 20 минути се кратки. Ама за 20 минути можеме сите да направиме минимално едно јадење за двајца. А они се готвачи, они се млади таленти и ќе мора да се знајдат за 20 минути. Тука е со мене мојот пријател Богдан. Здраво, Марк. Здраво, Богдан. Како? Нова тура, нова авантура. Нова авантура. Многу сакам кога го кажуваш така. На вистина. Да, тоа е тоа. Матеј, ајде, дојди овде, Матеј. Епа, Матеј, здраво, добар ден. Шеф Богдан. Матеј, извини што го заборавив твојот презиме, име, пардон. Колку години имаш, Матеј? 16. 16 години. Вау, браво. Готвач, без престилка, без капа. Не го бива. Тоа ти дава, како ја кажам, волја, храброст да се покажеш. Повели, ке те оставам да се врзаш. Оти ако те врзам, ке треба да те гушкам и тоа малку убава капа. Како ти е главата?
О, таман, тоа е направена за тебе. Вау. Саливен. Како да го личи, а? Да. А? Мога ли? Во меѓувреме, нашите поддржувачи, президент, Унибанка, Сараева, Стекаус, Алпско, Кристал, Нептун, Беко, Фармер Бој и Андреја се тука сите како наши партнери да не поддржуваат, да ни помагаат да направиме преубави емисии со такви млади таленти. И со Богдан, и со мене, и со сите вас. Оти на вистина, све што го правиме за нив, па и за еднината. И за еднината, точно така. Да одиме со кутијата. Да одиме со кутијата. Повели Матеј, имаш кутија на располагање. Се надевам ти ке се снајдеш. Што имаме? Имаме прас, Прас, добро. Превова наверница праси. имаме Да. моркови, Моркови, имаме блага тиква, имаме сирење, сирење, имаме месо. месо. Да, слободно отвори го месото да видиш какво парче месо имаш. Ова, ќе оди таму. Вала. Имаме. Свинско каре. Што имаш? Свинско каре. Свинско каре, да. Без коска, без ништо, парче месо, чисто месо. Океј? Те оставам да размислиш. Работиш негде, имаш искуство на работа, Порано. имаш... А? Порано. Порано? На 16 години ми кажуваш порано? Да. Океј, добро. Радни стаж од рано. Да, од рано, па од колку години Порано. почна да готвиш? Од 15. Од 15 години порано, тоа се пред една година тогаш. Да. Порано. За нас порано е порано. За мене порано. Вола, мислам, оти се убави наменици, нема премногу, а можеш да направиш убава комбинација од се тоа. А? Што мислиш? Дефинитивно. Ки пробам. Размисли, кога ќе бидеш спремен, ќе стискам тука, ќе ти остануваат 15 секунди и ќе можеш да почнеш. Океј? Ајде. Размисли малку на рад и ќе видиме заедно што ќе ни направиш денес. Работи. Почна да врие главата. Направи си организација во главата, што прво, што второ, што трето и так. Ред. Имаш редна, имаш airfryer, имаш редна печка, имаш све на располагање, таби све. Ти треба помош, прашај, тука сме за да ти помагаме. Само за тиквата не знам што. Само тиквата. Тиквата има две начини, има три начини. Да. Да. Треба ти да одлучиш на кој начин ќе го употребиш. Може да почнем. Може? Кажал ти може. Имаме уште 10 секунди. За припрема. Спремај се на рад. Океј. Почнуваме со 20 минути. Ајде. Готвиме. Можем да го фрлам? Да. Да. Ајде да правиме малку место. Валя. Коцки. Тоа е. Се вика, секурите, безбедна. Да, сигурица. Сигурица, да, ете така. Оди на сигурица. Зицер. Да. Ама опасно е оти оваа на коцки. Ова ти е доста. Можеш да правиш све и да се оставаш на страна после, ќе видиме што како, знаеш, подобро е да употребиш све, кога го пржиш исто за све. Не е проблем. Да. Не се секирај, имаме еден пријател што е доле, што има 4 нозе на голема опашка. Имаме еден многу јак гладен тим. И това. Имаме луѓе овде во околината што Опасно гладни. што им се јади. Режијата ми го кажува да, има јади, има што се гладни, точно така. Океј? Мислам ти треба тава? Нешто? Да. Повели? Тава што оди во редна или тава? Тава. Тава. Да може ова да употребиш и да го ставим. Ова ти е максимално. Океј? Ајде. Имаш масло, имаш све пред тебе. Обавезно, кристал. Се знае. Навиката што имаме овде во кујната, не е кристал, да, точно така. Кристално јасно. Кристално јасно, ете така, точно. Идеите се кристални. Да. А знаеш слоганот од кристал готвиме со љубов.
Па да, Може. ме така е. И во кујна како се готви? Само со љубов. Само друго ништо не функционира. Љубовта му дава така посебен шмек на готвење. Кажуваше ти бабите и све тоа. Наистина, да. Знаеш, јас секогаш ке се повторам многу пати ќе им кажам, мак секогаш кажуваш исто. Имав една баба така што ми дојде која поранешна емисија и готвеше со мене и све. И ми кажеше, знаеш Марк, ја имам една тајна. Кога внуците ми доаѓаат дома, секогаш се презадоволни. О, добро. Зошто имате тајна специфична што готвите? Не. Готвам од обични јадења. Ама имам една тегла на чпоретот. Океј, една тегла. Ама теглата е празна. Како е празна? Да, празна е. Сите мислат оти вау. Не, тоа е празна тегла. Ама не е празна. Она теглата е полна со љубов. Со љубов. И секогаш на секој јадење ја земам теглата и отворам и посипам малку љубов. Вала. Ете така. Бабата, бабичката, тоа е свето. Да, тоа е. И да. Ба така е, бабите готват со љубов и тоа е, мислам, му дава посебен шмек на сите јадења што ги прават. Да. Супер, праз, ситно сецкан. Океј. Што ќе го правиш? Ќе го печеш со месото? Заедно? Добро, ми се допаѓа. Зошто оти празот е мрку како кромидот и може да оди како комбинација. Да, ми се допаѓа. Тоа е тоа ја тебе кажа традиција. Традиција, да. Имаш Прво. лажица, овде ваква лажица. Повели. Со вакви наминици, пак како кажа ти, не можеш да Каде е има мала лажичка? мала лажичка, обавезно. Повели. Све што ти треба, кажи обавезно. Тука сме за тоа да ти помагаме. 16 минути и 10 секунди. Многу смирен. Сите сум изненадена. Сите, Да. Ние скокаме како скакулец овде, а они на рад. Си сецкам. Браво. Биберче, окей. Сол бибер, имаш лук ако сакаш на располагање, ама не мора. Окей. Горниот дел е секојаш тој што е пол, да, другиот е малку празен со сосемки, да. Не мора целото да го употребиш, таман. Како за почеток, Мате изгледа прилично самоуверена. Може со тоа да биде малку креативен, може да го си многу. Ќе кажам после. Да не му даваме идеи. Убаво да се пропржи. Ми се допаѓа. Оти секогаш се прави да месото да го ставаш недоволно топла тавата. И тоа се вари. Не се пече, се вари. Пушта сок и се вари тој истек сок. Да. А овде, знаеш, го пропржува, почна на фаќа боја. И задржава внатре све што треба внатре. Месото. Браво. 16 години, ама како да има искуство, ми се допаѓа тоа. Како да? Само што лупалата малку му забега. Му е скарана. Да. Јас ретко употребам лупала за тиква, ама окей. Секој си има нож, чак многу побрзо. И кога правам супа, ја оставам лушпата. Ја оставаш лушпата? Ама убаво миено, ја оставам лушпата. И кога го поминаш во блендерот, убаво варено, не се осеќа ич. А знаеш ти сите витамини, ако не пасираш на старинското на жица. Не, тоа заборај. Да. Не. Ја имам Витамикс, што вртежи многу јако и ти прави Тоа е што да. Многу добро. Ја морате увек починено од основни традиционални меню во глава, прво е жица и пасирање. Па тоа е. Со кутвач. Така се учи. Така се учи. Наđeš за ситуација да немаш витамини. И онда одеш и купиш. Мора. Аме ти треба пари, а? Оти кошта, јака инвестиција. Да, супер. Одлично. Да, Еленка? Обавезно? Секој коментар. Да, не, супер, тоа е пак од имена традиција, а? Еленка е во традиционалната кујна, обавезно се употребува. Да не го кажам еден.
Мешани зачини, тано. Мешани зачини. Ама овде имаме еленка од кристал и тоа навистина дава посебен шмек на јадењата. Има навика во Македонија, мислам и во Балкан. Да, Знаеш ти во Белгија? Обше цела бивша Југославија има навика да се користи овој Мешани зачини, да. Да, додаток на јадење. Точно. Во Белгија го немаше тоа. Да? Не, ја не го знаев тоа, не го познавав. Ми беше чудно кога дојдов во Македонија, шо? Бујон. Ваја, бујон, Бујон. котски бујон. Да. Ама ова е исто како котски бујон, ама во прав, така да лесно да го исто. потребиш. Па да. Океј. Што ќе правиш? Ќе го вариш, ќе го пржиш? Не, јас мислам да направиме како да ги блендираме морковите и тиквата. Добро, ме ќе ги вариш? Пире? Пире? Да. Океј, имаш 12 минути, ја? Мислам, ти пак како сите што прават до сега, Да, пире не е е најлесно, ама му треба малку повеќе време. најлесно, кога е тикво прашање не е најлесно. На тиквата окей, ма морковот е малку по тврд. Не, Добро. Мислим дека по-лесно од тие. За тиквата ми може чисто малку да се фале. Да, и тоа, пак ќе кажам, фале. Сакам да кажам, ама 180 и точно малку путерче и чао. Да. Ова може да најако. Добро. Си ја знае работата. Тамата изгледа превкусно. Преубаво мириса, празот секогаш во кујна дава преубав мирис. Ја сака да Да. кажам, Да. како мирис убаво. Да. Прас, ја спрам супа од прас, со така со сланина, така малку на тоа. Да, тоа е и убаво. кубети. Крутони некој нешто такво. Крутон, не ги кажувам више крутони, јас отимав проблем. Знаеш од почеток, кога бев во зборев за крутони, ама лошо ме разбра. Да? И од тогаш више не кажам крутони, се научи да кажам кубети. Кубети. Може. Прихвата. Имам како чашка да ставам вода. Што ти треба? Чашка. Чашка. за вода. Обавезно, овде имаш чаши. Овде. Пази главата. Хапа. Охо, и јас уживам во гледкава. Се надевам дека и на шефовите веќе им кркорат цревата. Океј. Многу смирен, многу организиран. Да. Браво. Ми се допаѓа. Да, вишокот може да го стоиш тука на страна, не е проблем, стои тука. Таман. Супер. Епа, гледаш како се учи, а? Ете, тоа е. Имаш уште 10 минути. Океј? Си на добар пат. Само да брзиш малку варењето на морковите и на тиквата. Идејата да ги мешаш е добра, навистина еден и другиот се сладки, Да. ма иста боја, ке може фан. Ама тоа е тоа. Зошто да не? Нема, да, зошто да не. Со еден морков ќе ти биде доволно, не мора двете да ги ставаш. Нема да имаш време да ги свариш. 9 минути и се во прашање. Ја што ќе направам? Вода не врие тамо. Пак ќе ти прашам да ми го држи тоа. Да, држи ми го само тајмерот. Ова ќе ти треба? Да. Добро. Океј. И ова е тука. Мерси, мсье Богдан. Фала ти многу. Хвала пуно. Така се кажа? Да? Молим да ба. На нас ни е лесно, а? Ние се смееме, Да. Ама гледай го, он колку се поти, а? Да, и Така и треба. Па така и треба, да. Тако е редо. Да. Да ти кажам право, и јас многу сакам више да ги гледам другите како работат. Многу ми е полесно. Чудо, а? Не, на мене некогаш и не. Да ти кажам, некогаш посакам сам да земам и да го завршам. Да, за сигурност. Да. За сигурност. Ама, ти требаше належица? Да. Повели? Несомнено, ова ќе биде одличен специјалитет.
Можам да ти предложам нешто? Таму да ставим. Да. Овде, на првото. Така. Ќе оди побрзо од тука. Така. Сега ти останува, уште, шо? Сирењето. Сирењето. И што ќе правиш со сирењето на крај? Това на крај. Со сирењето? Па, Што ти е идејата? Ќе правиш пире од морков Морков и тиква. и тиква. Тоа ќе биде како подлога, Да. сигурно. Ќе му ставиш. И? со сирењето некако или околу, или не знам, или да го испражиме малку со брашно. Како сакаш? Ти го измисливаш тоа. Одиме со традиционална јаде. Да, тама. Од свем. Тоа ми Пирето. се свиѓа. Да. Малку различно. Тоа ми се свиѓа. Доша. Малце Има брашно? традиција, малце. Има брашно? Повели? Ученија. Има ми презла, ако сакаш. Не, плитка чинија. Само секунд. Плитка чинја? Тај, Да. Маличко да супер. Добро. Епа, не, и ти се снајде, а? Ги види каде све се сна. Па, тоа е навика. епизода. Да. Уште епизод ти ке готвиш. Бога ми, сеам ја да се пријем за ти се, ова. да, да се пријем. Малку сме више сме стари за тоа. Млади таленти го поминавме, знаеш. Бога ми, Ние сме два пати, два плюс. да покажем на младината. Да. Ама ќе имаме прилика така да им покажеме, да направиме нешто со нив и се. Многу ми беше кеф кога бев во школата со нив, да ти кажам право, многу убаво поминав. Добри се во Штип, има потенцијал. Пак ќе кажам, имам прилика да одам во Охрид, во Гевгелија, во Штип, во Скопје. Секој град си има школа, така средно училиште за готвење и све, има потенцијал. Да. Има. И школа и тука во суштина да ти даде основа. Да, школата. Прав пат после школа почнува право градење на готвачи. Ме пак ќе кажам, зависи ти што ќе сакаш да правиш понатаму. Или ќе бидеш обичен готвач, што ќе правиш исто како другите, ќе си работиш шаблон, или ќе бидеш шеф на кујна, што ќе измислиш Кој твоите ќе рецепти. поставува шаблон. Вала, Да. ете тоа. Или. Се снаоѓаш? Имаш проблем? Чекај. Сакаш да вадиш едно парче? Да. Најпаметно, ќе направиме вака, вала, и ќе си земиш парче што сакаш. Земиш. Може? Сакаш да го покопаш? Ќе ти види, може. Чекај, пази само. Ќе разбира. Не ти треба многу, мислам од едно или два парчиња, ќе ти бидат доволни. Вала. Имаш уште 4 минути, а 40 секунди. Што ти треба? Лежица. Лежица. Повели. Знаеш, таму оди многу побрзо. Индукција е индукција. И треба малку да се намали. Така. Секојаш кажам, имаме витрокерамика, одлично за готвење така, кога не се брзаш, Да. индукција е врв. Ама опасно, ако ти оди многу брзо. Мора да внимаваш. Да. И да имаш осет. Да, точно. Ова може да се намаля. Да се намали? Ова? Не, ова. Ова. Добро. На 4? На 5. 5. Вала. Имаш уште 3 минути и 30 секунди. Доволно ти е со сирењето? Пардон. Како? Доволно ти е со сирењето? Ќе направиш едно парче? Не, уште едно. Уште едно. Добро.
употреби нож, може ќе ти да. Подобро така. На сигурност. Сме на 3 минути. Полека, мислам од си. Ситуација се затега. Сме близко да успее, гледаш. Да. Не му останува многу Све е работа пред крај. уште. Да, све 2 минути. Се е у завршна фаза. Да. Јас сум тебе, ќе почнам да земам тањири и све, да се спремам, оти 2,5 минути ти остануваат. Ова може да исклучи тоа. Шо? Тоа може да се исклучи. Да го исклучи? Добро. Ара, исклучено. Земи ги слободно, да. Чекай. Окей. Повели. Ова може само што малку Малку повеќе, да. Тоа и мислев. Ќе оставиме на 7. Оп. Уште минута и 50 секунди. Имаш уште пирето да го направиш и да го пржиш сирењето. При крај си. Возбуда. Последната да. као утакмици, последните Па да, минути. последните минути, да. Имаш Последните овде минути. француска лажица, ако сакаш ќе ти биде полесно, мислам да го вадиш. За тоа? Да. Чудо ми е името што се кажува за француска лажица. Зошто француска лажица? Кажи ми, ќе ми кажеш може. Зошто? Немам појма. Немаш Стварно, појма, да. Зашто? А француз И она кинеска цедилка. Личи на да, le кинеска chinois. капа. Да. Ме тоа се вика le chinois en français. И тоа е исто Кинеско, да, исто, chinois. Да, ама француска лажица, не, le cuillère française, по француски го нема тоа. Па све француско. Да. Француска лажица, не, тоа е пасуар, епузет, не знам како да го кажам, да. Лушатру, не знам како да го... Ама француска лажица, никогаш немам слушано. Кога порашам, да, француска лажица. Тоа овде си го слушнал прв пат. Да. Цел Балкан да го Не го говори, знаем, француска лажица. Не го знаев тоа порано. Марко ми беше чудно. Ама тоа е. Па да. Па ќе кажам, знаеш, секојаш учиш. Да. Океј, имаш уште 30 секунди. Вилушки. Повели. 20 секунди. Полека. При крај сме. Фали уште пирето, а ќе го ставиш прво сирењето. Добро. Океј. Тука може да го оставам? Може, слободно. Слободно држи топло, држи све. Даската е. Петнаесет секунди. А, не, помина времето. Да. Извини. Ама, при крај е. При крај. Мислам ти со уште една минута ќе биде завршено. Добро беше почнато. Да. А гледај, масата е чиста. Уау. Тоа е одно. Уау. Тоа е одно, затоа и Уау. брзо ишло. Средена мисла, Да. средена маса. Вау. Ова е Тоа е оно што зборевме. Средена мисла, средена маса. И полесно се оди. И Све. побрзо. браво. Ме изненади. Да. Да, пријатно. Да, пријатно изненаден. Така Како сум го најавил? Црство е било. Да, знаеш? Дека ќе се избори. Не, ништо не се секире тоа. Океј. Ти треба нешто? Путер, нешто така? Може малку путер. Повели? Уште малку. Уште малку. Одиме на... Да. Со секунди.
Хајде. Океј. Ова една страна. Таман. Океј. Лесно, тоа се вади така, да. Така. Струја имаш пред тебе. Чисто да го склопиш убаво. Така, таман. Што ќе направи? Мус? Рустика? Што ќе направи? Ќе видиме. А? Сега ќе видиме крајниот резултат. Многу Завршено? интересно. Да се прекине? Да. Што ти треба? Ова за сервирање? Може. Повели. Многу интересно, никогаш не знаеш што ќе искочи од машина. Тоа е таму убаво изгледа. Како киндер јаје. Да. Киндер јаја. Да, да. Да. Океј. Добро. Му требаше малку повеќе време, но шефовите треба да имаат разбирање. Убаво изгледа. Да? Доволен? Алелуја! Алелуја! Некој што проба? Да. А? Па тоа е. Имаш... А? Океј. Убаво карамелизирано, празот и све. Да. Таман, таман. Не изгорено, Тоа е. ме карамелизирано. Да. Така, Добре, ушо. додаваше вода и све, него остави да се исуши, да се Деглазирано, изгори. слабо. Да. Да. Точно, дегласе. Пирето. Добро. Има уште едно такова слично. Да, имаш овде. Ова. Ти одговара? Океј. Ако сакаш, имаш уште малку оригано овде, Може. да му додаваш така ќе биде убаво за на крај. Епа. Мислам, оти, си заврши задачата, а ние се гледаме за кратко За кратко. Да, лапкаме. да лапкаме. Ете така. Се гледаме за кратко. Епа, Многу боле. Изненаден ја? да. На вистина. Пријатно. Велмо Не заврши на пријатно. време, ама фалише што една минута и пол плюс да заврши. Да. Имаше след како што онака, знаеш, Да, так, можеше да так. пратиш ситуација. Да. Све беше чисто, Да. средено. Вау, да. Пријатно изненадење. А за 16 години? А? Одлично. Знаеш што ти не го памтам уште неговото име. Како беше Матеј? Матеј. Уф. Ти доде. Не знам што, има неколку имиња така по македонски што не можам да ги памтам. Не знам дали се годините, дали не знам, има па да, тоа, да не кажам Да ништо. не кажуваме многу. Ајде. Матеј, мислам ти не изненади денес. Ке видиме сега дали изненадањето ќе оди до вкусот. Дали вкусот ќе биде изненадување? Ке видиме. Ајде, Матеј, те молам, донеси ни го твојот тањер денес. Океј, Повелете. фала ти многу. Стој кај нас, ти ќе треба малку да ни објасниш што ни направи денес. Заготве, што ни готвеше? Свинско каре испрчено со прас, потоа
сирење со брашно, пире од моркови и од тиква, изблендирани и ставени како потош. Малку едно име така, нешто Штипска посебно. традиција. Како? Штипска традиција. Штипска традиција. Ова се јади како традиција во Штип? Да? Да. Дали треба да се јади сите све заедно или све како што има нешто? Не знам празот и сирењето па пирето од Папирето. Ајде, окей, фала за советот. Врати се назад, ние ќе пробаме. Да? Много Добро, добро. Много штри се. Снеме вака, ќе земе малку од сирењето. Игради. Месо, Месото е меко? одлично. Ја мислев оти ќе беше тврдо. Да. Верувај. Очекував да биде тврдо месото. Изочинето. Пирето е малку рустика, ама окей. Малко рустика и фали му соли. Да, ајде да Задоволен. да почнеме да оцениме. Да, Што иде прво? Беше? Редосledот. на вкусот. 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 Мислам ти се слагаме. Да. Мислам се слагаме дефинитивно, овде нема никаква. Вкусот е таман, е топ, е Нема сум. да, може уште поубаво, но ти фали малку нешто, нешто Некоја да. пиперка Да. у месо. Не, Не, нешто да додаваше, Нешто ситно. да додаваше малку да го дигне вкусот. Супер. 4 мислам од двајцата се слагаме. Tu нема пиперка. Презентација, Презентација. јас сум под добар, ти не знам што се случи, ама навистина презентација е малку едноставно, ама окей. Р. Може да изгледа подобро и сметам дека пошто е волко вкусно, требаше да биде и подобро. Да. Ако го прати вкусот и изгледот да го пратеше и ја без речи ќе Ке го беше оставам. повеќе, да. 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 Но окей. Но, Окей. идемо дале, не со све оцене само на изгледно. Не, окей. Шта е следеќе? Точно така. Не, јас се слагам комплетно Да, со која е тебе. следеќа Сега, категорија? да, сега имагинација, средната организација и све тоа. Да, јас се прашувам, да, или ајде. Мора еден добар, еден лош, како и секогаш. Па да. Да. Сега кој е добар, кој е лош? Ајде, Па сад ќе му сазнаме. Јас сум мислам лошиот. Да, 4, зошто? Ти можеше подобро. Малку го помина времето. Времето тоа е тоа. Не можам да ти ставам поиќе, но ти мислам ти 4 е сосема. Да. Ама ти? Јас се дал. Чисто, уредно, сложено. Да. Се гледавте двајцата кога го проба пир. Алелуја. Па да. Можеме да измислам уште да Да пробаме. Да оставиме, знаеш, ти сите не гледат. Знам. И чекај, јадете. А ние. Прекини. Решија, да, не се кирете, ќе ви давам нешто, ќе остане. остане. Да, ќе остане нешто за вас. Не се кирете. Океј, па мислам да се врати кај нас. А ние се враќаме за кратко. Да. Кратка пауза, на вистина, треба да ги спремаме поклоните. Спремни сме. Ајде, Матеј, сега е време за поклоните. Ајде, Богдан. Мерси, мсье Богдан. Президент обавезно. Ги познаваш путер, млеко, како да кажеме, крем павлака, све тоа го имаш кај президента. Приубави рецепти, како ние сакаме да готвиме со И нив. кристал. Кристал, зејтин, кристал тан, кристал еленка, кристал лукум, повели. Не ме бегај, дојди поблиску. Па да, и би вие двајцата дојдете до мене. Па треба да кажеме сега на гледачите да што да прават за Матеј. Да гласате. Па да, треба да гласате за Матеј, дали сте задоволни или не. Гласајте на Facebook Авантурите на Марк, на Instagram Авантурите на Марк, секаде каде е споделено Матеј, гласајте за него од 1 до 10. Колку сакате, давајте еден мал коментар, ќе го за поддршка, или ако не сте задоволни од него, пишете вистината. А јас пак ќе кажам, или, книжаницата, мојата книга, 21 рецепта од пиперки. Многу добри се. Или, книжаницата во Скопје. Таму се продава. Ние се Завршивме? Да.
Се гледа Завршивме, Матеј? следна епизода. Следете ни на социјалните мрежи, YouTube, со Богдан, со Матеј. Матеј. Тука сме за вас. Голем поздрав до сите.